Почитувани, добар ден, време е за црвена линија. 17 годишник од Волково се качил на цистерна вагон, доживел струен удар и со возило на итна помош е пренесен во ургентен центар, каде лекарите се борат за неговиот живот. Причините за несреќата засега не се познати, а истрагата ќе треба да ги открие околностите кои довеле до инцидентот. Во минатото имаше слични случаи на тинејџери кои се качувале на вагони, а некои од нив завршија трагично, кога наводно снимале видеа за TikTok. Се претпоставува дека и во овој случај може да има слична врска. Се поставуваат многу прашања. Како да се спречи оваа појава? Зошто и како се качуваат децата на цистерните? Имаат ли обезбедување композициите? Но главното прашање денеска во црвена линија е дали ги испуштивме децата. Во анкетата пак ќе пробаме да ја лоцираме и вината. Заследете на Инстаграм и одговорете во кого е вината. Дали е тоа под А родителите, под Б општеството или пак под В социјалните мрежи. Кликнете на Инстаграм стори, потоа кликнете на вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите и ќе ги соопштиме конкретно на ова издание на Црвена линија. Секако во продолжение ќе го погледнеме во однос на темата и прилогот на мојата колешка Тамара Марковска, а потоа ќе ја започнеме и дискусијата со вас. Поминуваат преку овие пруги, па дури се качуваат на вагоните за да го скратат патот. Но оваа секојдневна практика може да биде фатална. Тинеџер е во болница со изгореници. Ова е само уште еден потсетник колку опасни може да бидат овие предизвици. Токму на ова место, вчера попладне, тинеџер се здоби со тешки изгореници откако го погоди струен удар качен на еден од вагоните цистерни на железничката станица во скопската општина Кисела Вода. Тој е хоспитализиран на интензивна нега на Карел, а оттаму за Телма велат дека е во критична состојба. Во текот на вчерашниот ден во поподневните часови околу 16 часот е примен пациент преку ургентниот центар во единицата на интензивно лекување со изгоритени и тешки телесни трауми, повреди, хоспитализиране и е пристапено кон мултидисциплинарен пристап за третирање на пациентот. Сите медицински тимови му даваат потребната здравствена заштита, заедно и во однос на сите можни медицински протоколи и се даваат максимални напори за спасување на неговиот живот. Струјниот удар со висок напон остави сериозни последици врз тинеџерот, а институциите најавуваат истрага. Инцидентот се случил во попладневните часови, кога тинеџерот од засега непознати причини решил да се качи на еден од паркираните вагони. Дали сакал да сними TikTok видео или се работи за меѓуврснички предизвик, треба да покаже истрагата. Вчера во 14 часот и 55 минути во секторот за внатрешни работи Скопје било пријавено дека на пругата на територија на Кисела Вода 17 годишник од Волково, Скопско, кој бил качен на цистерна вагон, доживеал струен удар, при што цистерната се запалила. Со возило на итна помош повредениот бил пренесен во ургентен центар. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Тинеџерите често преземаат ризици без да размислат за последиците, сметаат психолозите. Според нив, потребна е анализа за опасностите во ваквите зони, како и на причините зошто младите се движат токму таму, дали заради поголема гледаност на нивните видеа на социјалните мрежи. Тие предизвици пред се да бидеме свесни дека се опасни по нашето здравје. Најчесто тоа се филувани предизвици за поголема гледаност. И сега од другава страна мислам дека е потребна поголема информираност за пошироката јавност што всушност се тие предизвици и какви всушност последици може да има врз нашето и физичко, меѓутоа и ментално здравје понатаму. Во 2022 година имаше сличен ваков случај кој за среќа не заврши трагично, но 17 годишна тинеџерка од Маџари за секогаш во животот ќе ги носи лузните од тешките изгореници по телото во обид да сними TikTok видео. Јавноста се уште го памети и трагичниот случај со 14 годишно девојче кој за едноминутно видео на TikTok пред 2 години заврши трагично. Токму на ваква цистерна на каква вчера се искачило и момчето од Волково.
Сега е време да ве слушнеме вас. Ке подсетиме за оние кои што може би подоцна се вклучија. Денес прашуваме зошто и како се качуваат според вас децата еве на цистерни, на вагони, се изложуваат на животозагрозувачки предизвици. Меѓу другото, дали ваквите композиции имаат нели и обезбедување за да не нели доколку и некој појде да се качи на цистерна вагон да биде спречен во тоа. И главното прашање денеска во црвена линија е дали ги испуштивме децата. Генерално секако ќе го поставиме и она прашање што ни е дел од анкетата на Инстаграм. Каде ја гледате вината? Всушност, во кого ја гледате вината? Дали е тоа во родителите, во општеството или пак само во социјалните медиуми? Ако сте подготвени сме и ние. 023070005 е нашиот број и секако да ве подсетам на самиот почеток, задолжително намалите го тонот на ТВ приемникот. Јас и вие зборуваме само преку телефонската слушалка. Добар ден. Добар ден. Поздрав од Роме од Видево. Добар ден. Ви се чини ли еве дека ги испуштивме децата и според вас зошто еве се изложуваат на вакви предизвици како качување на вагон, на цистерна? Така. Да се прават важни. Со мобилните, од кои излегува мобилните, кога немавме мобилни, ја го бев учител во 5 села со биден учител. Тогаш немаше. Јас сум стар. Не мобилно имаше ништо. Немаше ни ништо. И кој ќе дојде гости, ќе рече викнете го учителот да им прави тиев на гостите. А ја имам дарба за пеење и им пеев цела ноќ. Тоа е добро. А ова со мобилните се побудалија луѓето. Ајде, каде ја лоцирате вината? Само во постоењето на социјалните медиуми, во родителите или во општеството? Сега почето сами се го прави тоа. За да се прават важни тие, да сниме така. Тие се виновни сами. Никој не е виновен други. Ни родителот не му вели да се качат горе. Не е крив родителот, сам е виновен. Господ да го оздрави, да му даде здравје. Така му пожелувам. И ушенушка да се не качат горе така. Тоа не е за качвање, тука има да седиш натре. А не е тоа направено за да се качат горе. Сега овие немаат култура децава. Никаква култура немаат. Само мобилните. Ено и во филмови турски гледам ја. Такви се и тие тамо. Многу се мобилни и многу лоши. И се снимат и да се правят важни. Поздрав од Роме од Видево. Голем поздрав и до вас. Благодарам еве што бевте дел од црвена линија. Со вас ја почнуваме дискусијата. А ќе потсетиме дека само во декември, нели пред крајот на минатава година, 2024 година, бевме сведоци на голем прием на деца кои што се стекнаа со повреди од предизвик од типот летечки супермен. Постојано низ светот се разбира, децата и младинците се изложени на еден куп предизвици, а сега останува од вас еве да слушнеме зошто всушност се изложуваат на вакви животозагрозувачки предизвици, особено како што се качување на вагони, цистерни и дали ви се чини дека воопшто постои некаква контрола или обезбедување на ваквите композиции и каде всушност дали ги испуштивме еве децата и тоа е главното прашање во црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тинке. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Ако не беше струјата, не може да се направи атомската бомба. Потоа хидроgenската бомба, лазерот. Струја прави чудо. Шајете? Ало? Ве слушаме, продолжете. На погон на струјата е направена првата атомска бомба, потоа хидрогенската бомба, втората бомба, па лазерот. Многу помага струјата. Ако не беше струјата, немаше ништо од овие оружје да постои. Како да е вината ја гледате во струјата, тоа сакате да ми кажете? Пардон, што? Ало? Сакате да кажете дека вината ја гледате во постоењето на струјата? Не во постоењето на струјата, во постоењето на човекот што не е развија. Според вас кажете ми, според вас кажете ми зошто еве младите се изложуваат на вакви предизвици? Затоа што многу играат, многу слушаат музика, помалку учат. Да учат повеќе не би било до таа трагедија дојде.
А каде ја гледате вината, во родителите, во системот, општеството или пак Во самите професори, во самите ученици. социјалните медиуми? Во самите професори, самите ученици. Струјата е опасна. Висок напон, мал напон. Чекайте. Добро, благодарам многу и вам за одговорите. Еве ќе потсетиме уште еднаш. Факт е дека од последниот настан, а тоа е од вчера, 17-годишникот Волково, кој што се качил на цистерна вагон и воедно доживеал струен удар и со возило на итна помош е пренесен во ургентниот центар. Во моментот е во критична состојба и секако лекарите се борат за неговиот живот. Сето ова можеше да биде избегнато доколку 17 годишникот не се качеше на вагон, односно не се најдеше во состојба која што е животозагрозувачка. Зошто ги прават ваквите предизвици младите? Дали е тоа да имаат повеќе лајкови на социјалните медиуми, особено TikTok, кој што е повеќе препознатлив по ваквите предизвици меѓу младите, или пак едноставно вината ја гледате во родителите, во општеството? Ке одговорите ви, дали ви се чини дека ги испуштивме децата? Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Убав работен ден, господици, убав викенд. Благодарам многу, секако убав ден и вам. Видите, се до родителите, јас ки ти кажам пример. Викано Сутлак. Тамо, сега ќе почне март месец. Тамо скапоцени мотори, господици, од забранета пешачка зона. Полицијата не е мокна, тие са мокници, бизнисмени. Нините деца по тројца дигнат, шират рапси, по тројца се качуват, дигат, па му викам полека бе дете. Абе, па сега да не кажам лоши зборови што ми кажуват. Значи, на моја возраст година иде ми се тамо да го задавам у каналот што прави и како навреди кажува. Ти му кажува у забранета зона, абе шее се возе тетовирано, други рано ли е? Не може полицијата, тие са мокници, господице. Се ова тие пусти партии и го наприја. Таа е на градоначалник Бартучет, таа е на началникот тоа дете, тоа го наприја, а ние сиромасите тешко на нас. Јас одам, имаме да нивичка там, бегам со сап, некем да на 80 години да лежам затвор за младо дете, што не е од родителите воспитано. Тоа е чудо да ви кажам од март месец, вика се Сутлак улицата. Проверете да видите што е чудо. И до 2 пати у полиција не е мокна. Благодарам многу за одговорите. Еве уште еднаш подсетуваме она што денес сака од вас да слушне Црвена линија. Според вас, зошто еве децата сакаат да се изложуваат на вакви предизвици, односно да се качуваат на цистерни, на вагони? Интересно е и прашањето, еве, имаат ли воопшто ваквите композиции некакво обезбедување, некој кој што контролира во тој реон, за да не дојде нели до ваков немил настан? И главното прашање денес во Црвена линија дали ги испуштивме децата. Секако ќе ве прашаме и во рамки на ова издание, во живо, каде ја посочувате вината, дали е во родителите, во општеството или пак во социјалните медиуми. Добар ден. Здраво. Здраво. Ве слушаме, повелете. Па види вака, ја ги ти кажам, значи сум бил сведок на повеќе такви настани, бидејќи работе по железница. Мише давно 87 година, кога пуштија прв пат електрификација, мои двојца колеги од грчко потекло се дизели доаѓање, тогаш нема електрификација и побраа постаноци двојцата од таа жица. Така да имам гледано доста пати дали туристи, дали странци, дали наши овдека, дали тие што ги викате се мангупираат по ова.
Значи имало и ќе ги има и во иднина, само пак ќе кажам. Дали некогаш имаше повеќе обезбедување на ваквите композиции за да се спречат вакви настани? На ваквите композиции немаше обезбедување повеќе, дури може имало и помалку. На самите столбови на чајноса жицата има шилци стаено. Ве нив ги пририпуваат, преку шилците пририпуваат. Шилците се у контрасмер, према земја усмерени, за да не може да пробие према нагоре. Како ги прекарашуваат, немам појма, и ќе се качи горе, ги го здрви толку. Значи, ми беше муабетот, види, ова е повеќе до невоспитање, неедуцираност, значи неедуцираност тотално, дали од школа, дали од фамилија. Не му е укажано, значи, ова, не се ни пратело на часови такви предавања, нити имало, па нити па ги прател некој. Немам време, поздрав, пријатно. Благодарам многу секако за 90 секунди од ваша страна. Ке ве подсетам сега сите останати кои што нема да успеете да се вклучите во живо во Црвена линија. Удел можете да земете во рамки на дискусијата и преку коментари и споделувања. Заследете не на Facebook. Црвена линија е нашиот профил. Секако ќе читаме дел од коментарите измеѓу јавувањата. Продолжуваме со вклучување на гледачи во живо. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете, во Црвена линија сте. Вака, јас мислам дека одговорното родителство ни е во сериозна криза. Причини за тоа гледам и во родителите, и во социјалните служби, и во државата, не во социјалните медиуми. Зошто го велам во родителите, во системот? Затоа што мислам дека денес децата, за да спортуваат, за да имат некои вон наставни активности треба да платат, а не сите родители се материјално моќни, додека порано децата спортуваја и беа на разноразни активности без партиципација од страна на семејствата. И трето, мислам дека социјалните служби потфрлија. Мора малку повеќе надзор за дисфункционалните семејства, за децата од тие дисфункционални семејства. На жалост се чини дека ги има се повеќе и повеќе. Не знам како би било решението и кое би било решението, но дека стануваме општество кое има страшно негативен тренд во природниот прираст и вака да губиме човечки животи е навистина тажно. Благодарам. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Веќе ќе почнеме и со првите коментари кои што ги имаме на Facebook. Уште еднаш повторувам, слободно пишувајте коментари, но и една напомена, исто како што во рамки на вклучувањето во живо и преку телефон, ве молам само држете се до пристојното коментирање, не употребувајте вулгарни зборови, говор на насилство или омраза, за да можеме да ги прочитаме коментарите. Ќе почнеме со коментарот на Винг Чун, кој што напишал дека причините за ваквите несреќи лежат во сите нас и општеството. Одамна образованието е уништено, за да може општеството полесно да владае. Оној момент кога се укинаа забранаја во спитните мерки и наводно им се дадоа повеќе права од обврски, почнаа проблемите и несреќите. Општеството за полесно да владее го уништи образованието и најважната клетка на едно општество, семејството. Благодарам Винг Чун за коментарот. Ќе продолжиме со гледачи, а подосна повторно ќе прочитаме и друг коментар. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Ќе ве подсетам секако од кога ќе ве превземат во режија, останете на линија и секако искористете го своето право и желба да во своите 90 секунди дадете одговор на денешните прашања. А денес прашуваме, се поставуваат многу прашања. Според вас, зошто всушност младинци па и деца се изложуваат на вакви предизвици и тоа живото загрозувачки? Како можеме да ја спречиме ваквата појава и дали ви се чини дека воопшто има обезбедување или треба да има на ваквите композиции каде што има цистерни, вагони? И главното прашање во Црвена линија е дали ги испуштивме децата. Добар ден. Добар ден, Тинче, јали сум.
Најубав ден, баба Роска. Добре ни дојдовте во Црвена линија. Ама слушай што ќе ти кажам. Ако изгубам еден прст од една рака, ние ќе одговараме. На кркалото од почетокот до крајот и ништо. Што за кркалото? Сега да зборам за темата. Јас сум рекла многу пати, пак може ќе повторам по некој пат, дека дете лошо нема. Само родителот е крив. Никој друг. Не може од добро семејство да искоче гадно дете. Никако. Тоа јас го искусила, деца сум растела. Гледам моите унуци како растат сега деца. Од тие деца не може лошо да биде. Затоа треба родителите многу да се осмесат како се понасат со децата. Детето скршило, направило, треба со совета, не со вулгарни зборови. Оти тие се сунѓер, све што ќе слуша, после враќа. Тоа јас знам да кажам за децата само. Па не знам друго, а во е жалосно што чул сега се расплакам дури. Жалосно толку младо дете да отиде. Што да правиме, не знам што да кажам друго веќе. Одлично, се што треба кажавте, баба Роска, благодарам што со јавноста и ве споделивте кои се вашите ставови во однос на темата за која што зборуваме денес. Одиме со вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замола малку погласно. Добар ден. Добар ден. Еве, Љупчо, да ве слушнеме и вас. Од искуство што имам со вакви случаи, бидејќи едно време работев во Петроваc полициска станица, ако не се работи за обид за кражба на бакра, бидејќи овие цистерни гори имаат бакарни ленти за одвод на електрицитет, а разликата помеѓу капакот на цистерната и оваа жица е негде као околу 1,50 м ми се чини. А водот е околу 30.000 волти напон. Тогаш се поставува прашањето што барал, да не кажам малолетникот, во депото да влезе внатре, ако композицијава била надвор од депото. Видите, во Кисела вода немате товарна железничка станица, имате депо за вагони и за ремонт на ремонт на тие вагони. И тие би требало да имаат, тие би требало да бидат за рампата затворена. Внатре не може да се шетат невработени. Што значи овде имаме илегален влез. Меѓутоа се поставува прашањето зошто ЖТП го оставило водот вклучен, бидејќи они знаат дека после, да не кажам 2005 година, кога им зачестија кражбите од товарна цепе, од Трубарево, Миладиновци, на бакари на железо, мислам дека имаат донесено заклучок дека на секој колосек водот треба да биде исклучен. Баш ради ова, да се спречи, бидејќи и тогаш кога се градеше железото, се качуваа горе на вагоните, па фрлаа железо, а железото и струјата се магнет, да ви кажам право. Не сте виделе како ги лепи струјата, бидејќи 90 секунди е време трењето. Благодарам за јавувањето и секако за вашите одговори. Продолжуваме со коментари. Босилковски Пеце на Фейсбук напишал: за да се покаже на ТикТок пред своите врсници дека е многу интересен. Ова е неговиот одговор на тоа зошто и како се качуваат децата на цистерните. Продолжете со коментари, ќе продолжиме и ние со читање. Сега со вклучување на гледачи. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас во Црвена линија. Па, сите сме биле деца и сите сме правеле нешто што е забрането. Зошто ете децата, младите сакаат да прават нешто што е забрането? Ај нека ни текни сега како сме размислувале тогаш во тие времиња кога сме ги правеле забранетите работи. Напричи сме се качувале по граѓевини кои што биле во градба, например, незаградени доволно, не сме можеле да настрадаме. Кој како бил овие се децата, сега се близко до депото, до железничката станица. Таму се вагоните паркирани, вагон цистерна паркирана, која што била под напон, значи горниот дел бил под напон. Она што е фаќалката за жицата, така да
гибнал и настрадал. Сега, дај Боже да прежива и детето, меѓутоа сепак тие се луди години по кои што не се размислува многу повеќе, сакат децата да направат некој кабадајлог, да бидат прикажани ете кај другарите, дека ете можат нешто или било како, отколку што размислуват како да не нам. Така, благодарам многу и вам за одговорот. Еве уште еден коментар од Маја Наскова, која што напишала: Јас сум дете од Кисела вода пред 40 години. Од секогаш предизвик ни било посета на вагоните. Сме се качувале, сме беснееле. Не сме кажувале и не сме ни смееле да кажеме дома дека сме биле кај вагоните. Немаше ниту мобилни, имаше и семејства што немаат телевизор. Не се сеќавам дека во тоа време имаше ваков некој случај на повреда. Беснењата наши беа во тинејџерска возраст. Сигурно игрите се исти, само сега има и новинари. Благодарам и вам за коментарот, продолжете да не следите и ве можете да слушнете што одговараат оние кои што не следат на Црвена линија и на Facebook, продолжете со коментари, а и секако оние кои што директно ги вклучуваме во Црвена линија. Дали ви се чини еве дека ги спуштивме децата, можевме да слушаме дека токму тинејџерската возраст е возраст кога младите сакаат да направат предизвици за кои што можеби и не размислуваат премногу дека можат да бидат фатални и животот загрозувачки. Како да спречиме еве оваа појава и дали ви се чини зошто еве во овој случај се направени вакви предизвици, односно качување на цистерната, кое што резултира секако со ситуација во која што 17 годишникот во моментот се бори за својот живот. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Да, имате на линија. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Честитаме на репрезентацијата што играше нерешено. Друго, да ви честитам празник, Божич, Нова година и сете работи. Благодарам многу. Тоа питање е јако болно. Јас сам живеел, ако знаете каде е рампа на Кисела вода, као дете 12 години. А кога сам завршил школа, сам работил со тие деца кои правиле такви работи, што се качувале и се повредиле, работел на клиника. Една работа ќе ви кажам. Тука е некултура на своите стари татковци, баби, дедовци, кои тие деца живеат тамо. А сега посебно кога гледам овој дечкото на локомотивата горе, ме фаќа страв. Сега са телефони у питање, сликат се, прават, да се покажат, пубертет е, се тие работи. Видите, една молба друга имам. Железница воопште сега како што е, не заштитена, неорганизирана беше и затоа железница као железница и едно време имаше чувари по кругата. Кога возот поминуваше на рампа на Кисела вода. Драго ми е пред се што бевте дел во Црвена линија, ќе ви се заблагодарам. Правилото е 90 секунди за едно јавување, но истовремено еве ќе ви посочам што поскоро повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди, секако да надополните за се она што сакате да го кажете за јавноста во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Хало, добар ден. Повелете во Црвена линија. Во Црвена сме, аман. Се слушаме ли? Да, одлично ве слушам. Така. Овде вината е само кај родителот. Ништо друго. На секој вагон низ цела Македонија ќе поставуваат полицајци да ги чуваат вагоните? Како овие луѓе што се уват и што зборуваат или не бил заграден
пругата не била заградена, вамо не било одградено, не знам заградено, проста работа. Фамилијата посади ти врба и чекај да ти раѓа врбата круши. И не раѓа круши, па ќе биде врба. Како си го васпитал, односно каков е родителот, таков ќе биде и наследникот негов. Детето учи од родителот, не учи од наставникот. Проблемот е во родителите. Кога ќе го затегниш детето и прав пат, кој ќе му дадеш, то цел живот ќе си го држи тој прав пат, од мало, од школување, од работење док е живо. Пијаница, ако е родителот, пијаница детето. Рами, ако е родителот, рами е детето. Ако се коцка родителот, коцкар ќе биде детето. Што кажуваат приказки? Како може детето ќе го васпиташ ме попати на доде? И еднаш ќе направи ситна грешка, ќе ја плати детето дома та грешка. Друг пат нема да му текни. Али родителите се, тука е проблемот, не треба уопште да се дискутира. Затоа што, пак ќе се вратам, полицијата не може да биде на секој чоше, на секој... Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ајде, господине од Крушево, да го подржам во еден дел. На времето јас кога учев, се плашевме од учителите, намерно ќе речам учители, оти тие во дневникот носеја прачка. Се знае што е прачка. А сега, учителите или професорите или наставниците се плашат од децата. Точно ради домашното воспитување на детето. Кој ќе го забрани, бе? Тоа од 4-то делење, од 3-то, не те слуша, телефоно, врате, не по цистерни, на зграда ќе се качи. Значи, од дома почнува. Ако професорот се издери на некое дете или на моето внуче, да речем, јас ќе појдам, него ќе го обвинувам, а не да си го обвинам внук ми. Што сакате повеќе од тоа? Немојте да се правиме наивни. Таа е таа демократија. Се што не чинеше го ведовне од Запад, од Америка. И еве го ни се удира од глав. На крајот, нема врска со темата, сакам сигурно слуша да го поздравам премиерот во Сенка, Николче Петрески на ДУИ и на РДС од Кичево. Оти многу сега некако се испреврте за теми да тој да кажува. А додека беше РДС на власт, се косеше, се црно беше. Па нека се јави, сега нека ми кажи за темава. Што ќе кажи? Тој е проклет човек. Ве молам без навредливи зборови. Благодарам за одговорите. Останете секако со нас. Повторно ќе читаме коментари. Еве на Facebook што има напишано Лазар Станоевски. Вели, децата не се излезени од контрола, туку им недостига внимание, граници и водство. Решението е повеќе посветеност и комуникација. А што мислите вие, дали ги испуштивме децата? Всушност, еве, можевме и преку коментари да слушаме дури и пред 40 години тинеџерите, кога биле нели млади, дури оние кои што еве преку коментар земаат учество, велат и самите тие се изложувале на вакви ризици, односно се качувале на вагони. Но факт е дека ваквите предизвици се живото загрозувачки, а особено никој не посакува никому да му се случи ваква несреќа, која што и всушност од прва не ни морала воопшто да се случи. Па сега ве прашуваме дали сметате дека треба да има повеќе и обезбедување на ваквите композиции и дали воопшто има и каде ја гледате причината да младите имаат желба да се изложуваат на вакви предизвици, дали е тоа ради родителите, ради медиумите социјални, предизвици разли, TikTok, Facebook, Instagram и така натаму, или пак вината ја гледате во општеството, системот. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Се слушаме? Да, најубав ден ви велам, повелете. Вака, прво ќе земам одмah да почнам. Значи, вината кај родителите е 70%. 20% е кај персоналот, наставничкиот кадар, каде што заедно пушат цигари наставниците и учениците, и 10% е улицата, значи која ги воспитуваш, што викаме одно улично воспитување, што го викаме.
Сега, достапноста до тие, значи, да речеме, неубави работи е следното. Значи, прво на вагоните, кои што се на електричен погон, пишува опасност од висок напон. А денеска 99% се децата писмени, може да прочита дека тамо, значи, и ако се качи, оди на свој ризик. Додека она госпожа што кажа дека на вагоните се качувале, ма во тоа време не беа електризирани тие вагони, беа директно само на влечна машина, значи на нафта или на мазут, што ли ги влечеше. Така да, значи, во тој однос тоа е тоа. Сега, ја ќе ги обвинам тука и овие, да речеме, игриве кои ќе ги даваат преку медиумиве, TikTok или било кој други, значи многу лошо делуваат на децата и тие одмah ги прифаќаат. Мислејќи дека ако ги прифатат, ќе бидат херои во друштвото, ќе бидат запазени и слично. Меѓутоа, најлошото е што меѓу сите тие, значи дрогата е многу достапна во секој чекор, во секој миг. Додека некогаш се зна, значи дури беше чудно ако некој слушнене користи дрога и одмah го одбе. Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот. А еве, меѓу другото, ќе споменеме и голем дел од предизвици кои што не се само нели за младите во Македонија, но благодарение на тоа што интернетот е за сите, така да и од многу европски земји, како и децата кај нас, ќе подсетиме, беа изложени на предизвици од типот летечкиот Супермен. Интересно е, например, што имало и предизвици од типот исчезнување 72 часа, голтање прашок за перење, трчање по автопат и така натаму. Во овој контекст психолозите истакнуваат дека иако социјалните мрежи може да имаат позитивни аспекти кога се користат умерено, треба да се има на ум дека не се што е прикажано на интернет е безбедно или реално. Социјалните мрежи може да создадат перцепција на нереални очекувања, особено кога се работи за млади лица кои се подложни на влијанието на интернет културата и влијанието на популарни влијатели. Ајде да слушаме каде ја гледате причината, еве и желбата да се изложуваат младите на вакви живото пред се загрозувачки предизвици. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Прво, дали јас сум во програма? Да, ве слушаме. Вака, прво ние коментираме кога и како пругата не беше порано електрицифирана. Јас 4 години патував средно образование со воз. 82 заврши средно. Во тој период почна да се поставува електрична енергија за електрични возови. Пред тоа имаше шинобуси и каубојски возови со државни клупи кои одеа на мазут или на нафта, не знам што. Меѓутоа, каде е вината? Во овој случај конкретно вината се е во самото дете, кое не е веќе дете, кое има 17 години, кое учело физика во 6-то, во 7-то, во 9-то летка, во средно училиште и оно знае дека струјата убива. Тој го терало диде, вагонот не бил електричен, само машината е електрична, што ги вози вагоните. И таа си има инструмент, горе апарат, кој се влече по жиците, а вагоните немаат струја позади. Ако имаат струја како патници внатре. Ова било цистерна, теретен воз. Што мајка барало да се качува горе? Он со самиот телефон ја привлекол струјата што стои во жиците, таа јака струја. Затоа влече толкава машина и толку локомотивата, толку вагони. И тука нема што да е крив родителот. Сега јас сум го пуштила син од 17 години и ќе му речам, немој да одиш на пруга, има електрична енергија. Па сега исто како ја вземам скала и да се качам со намера да ги допрем жиците. Плюс во раците држал телефон. А тие жици шират електрично поле, што убива. И други случаеви има невнимание и возрастни луѓе има така убија. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Еве уште еден коментар од Facebook. Ботунски метак напишал: се дешава заради наметнати погрешни вредности и занимации на тинејџерите. За се криви родителите што не им нашле некое попаметно хоби на децата, туку само гледање TikTok и учење погрешни вредности. Доколку децата добијат други занимации, доколку се учат на работни навики, од 14-15 години драстично ќе се намали бројот на инциденти во Македонија. Наравучение да се бориме како родители против TikTok и да се бориме за намалување на користење
на социјалните мрежи. Поздрав, Благојче од Ботун. Благодарам многу, Благојче, за вашиот коментар. Продолжите да не следите и понатаму. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, веќе повелете. Многу слушнав неубаво кажано од претходните гледачи, поготово тој од Крушево. Ако, негова мисла таа, нема проблем. Само власта е крива, законно власта е крива за ова што се десува. Не се родителите, не е никој крив. Само власта. Кој како сака нека каже. Ја ќе кажам зошто власта. Случајно, ако јас земам сега на моето дете да му удрене на прачка, поправна, и одма ќе го квалификуваат тоа семејно насилство и јас ќе завршам затвор. Значи, кој тоа го забранува да го јас советувам детето? Јас, некој комшија или кој го брани? Значи, го брани власта, не смеш детето да го четниш. И дури имаше една случка, слушавоти, на високо не смеш да му кажуваш ништо. Мора типо, со амин, со морење. Порано нас што ни удира по некоја прачка што ни фали, еве сум 70 години. И немам никакви проблеми, болки, никакви ништо. А тоа дете не е малолетно. Тоа е дете 17 години, тоа е во помлетни години веќе влагат. Значи, дали ќе мени ствари една година древост, ќе му дојде памето? Нема врска. Тоа е дете, значи, напуштено од власта, не од родителите. Да не е криви. Благодарам многу и вам за одговорите. Останете со нас. Добар ден. Добро вечер и убава вечер. Добро вечер и вам, секако. Веќе е ноќ. Повелете. Значи, потполно гледачката што кажа пред мене ја поддржувам. Значи, вие не можете да го кривите TikTok за неколку деца што сакаат да се, како да кажам, да се истакнат, да бидат нешто центар пажња, предпоставувам такво нешто е, и вие толку милиони има, значи, деца и гледачи, а рачунете колку има случаи. Значи, тие се такви деца, не може родителот доди по него и со него доди, не може професорот доди со него, или психолог, психијатар, било кој да е, значи не може него никој да го придружува. Он е 17 години. Да јас ќе ви кажам пример постар од мене, што ми кажува што исто, зашто се случува ајде пред 60-70 колку години. Значи, падобран, зима горе на една црниче таму има една висина, зима од дома, кажи го чаршав, прави падобран за да рипа доле. Значи, гледайте, немало ни TikTok, ни ништо. И сега чадор, не знам, чаршав, не знам, ова правиле падобран за да лигнат. Тоа не го правил секој, го направил еден или двајца. Значи, секој пат има дета такви што сакат. Сигурно дека ни мајката, ни таткото биле падобранци, па да му кажат или нешто. Или кажете ми вие во кој амерички филм немате насилство или еве и други, еве и сериите нека се турски. Јас сек дека гледам или затвор или тепање, ама насилство нема каде нема и нема. Благодарам многу. Подсетувам тајмерот 90 секунди одбројува, внимавајте на него, затоа и го објавуваме на екранот. Еве уште еден коментар од Драгче Николовска, која што напишала: виновни се првенствено родителите, па општеството и така натака. Се поред. Децата се не испуштени, туку преиспуштени, збеснати се, за жал. Благодарам, Драгче, и вам за коментарот. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Се слушаме. Да. Ме нападна еден речитор од Крушево, вика дека родителот не бил виновен, била власта виновна. Значи, родителот сега го учи да се пијанчи, да се тепа, да краде, се го учи родителот да прави, ама власта е крива. Абе, човече, сега не знам, прашај некој кој е околу тебе, нека ти кажат што треба да кажеш, нешто што медиумите слушаат, те слушаат деца, те слушаат родители, те слушаат. Неќам ја да те критикувам, и сакам да ти помогнам. Како може власта да биде крива? Власта на секој дете ќе стои до него, реков преска, полицајец ќе стоите ли судија до самото дете?
Детето кај што расти, вината е во фамилијата. Урече тој претходниот 80% е родителот. Море ќе кажам и 100%, не 80%. Родителот, ако испушти на коњот дизгинот, она што го држи коњот, усвет ќе фати, коњот низ нивата ќе замини. Како не разбираат луѓево? Деца испуштени така, како ти кажам, не ги интересира што прават. И власта е крива. Никогаш не се согласувам дека власта е виновна од тоа. И власта има... Благодарам за одговорите. Сега веќе време да видиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Во анкетата пробавме да ја лоцираме вината, па едноставно прашавме во кого е вината. Еве како се одговори таму. Под А родителите одговорија 56%. Под Б општеството 15%, а под В социјалните мрежи 29%. Сега да ги погледнеме рекламите, а потоа повторно сме заедно во студио. Благодарам многу што вие го создадовте и ова издание на Црвена линија. Секако од мене ви посакувам да имате мирен и убав викенд, онаков како што само вие ќе си посакате. А најдобро за да ви биде убав викендот е секако да останете со Ненат и Кате, моите соседи кои што сосема имаат поинаква енергија од мојава. Джумбус ќе биде денес. Ево ти кажувам, во најава джумбус. Джумбус. Па 5 точки си бара така, нели? Така е. Морам да прашам дали Нено е строг родител. Кога треба да. Јас не. А Нено дали си правил животозагрозувачки предизвици како момче? Не. И не дозволам, да, знам на што алудираш, односно и што се однесува до социјалните мрежи, многу сум строг како родител, односно се е кај нас ограничено и се уште сме само на YouTube Kids, иако имаат 9 години. TikTok тоа не сме да помислат. И се додека така ги поставуваме работите, мислам дека нема да ни се случуваат вакви трагедии. Ја исплаши Кате, мислам ја смени енергија. Не, Кате е памукче. Јас сум Кате керка ја врти како сака, ама затоа сопругот знае уздите да ги земе во свој раце. Како да него вртите каналот, односно него менувате, ова ви е вашето најдобро друштво во овој момент, а ќе ви биде и Да те полно исклучам забава и се. музика. Да те исклучам.